Што? Пак кренал температура? 39? Мори, Зарифе, 100 пати ли да ти повторам? Па кога не знаеш, слушај барем. Не, значи не треба да чекаш до утре, веднаш да имам оксиклав. И капки за нос. Да, знам дека таму пишува дека не треба да се даваат повеќе од 3 дена, ама ништо нема да му биде. Подобро да му се отпушти носето. Да, и ако качи температура, слободно дај му пола фенобарбитонче да не добие грчеви. И слушај, ти ќе му дадеш од сите лекови поред, како што ти кажав. Да. И за крај ќе му дадеш едно парацетамолче да се препоти детето. Да. И чекај, не прекинувај. Утре исто. Ајде. Зариф или беше? Зариф. Многу е смотана. Ма не само што е смотана, туку и гуска глупава. Врска да се немала од животот, еј. Бежината не разликува антибиотик од аналгетик. Ма што трескам јас? Ниеден лек не знае. Ниеден. Гуска. Па затоа ти си докторот. Омри стварно. Ти зошто не заврши медицина? Ма ти нормална си? Толку тежок факултет, зашто? За џабе. Се замија се. Него, ај што на Зафире детето е болно? Ти слушна за... Треба да ти кажам, Стоп! Добро, кој доктор, која медицина, Што е за џабе, што знаеш, Ама јас само си кажувам тоа што Добро, ми ти пише веќе во мислиме сценарио. зашто Што да Добро, мислам, што? тоа што ми пише, тоа си ка... Кој го напиша Пола сат, сценариото? не знам Дај да ја кажеш, кој кажеш Кој бе ти сценариото. мене пола сат ме чекаш Кој текстот ги да го кажем, не пишува тебе пола овие? сат те чекаш ти реплика да ми даеш. Глупости се ова. Ти да мислиш Викнете само го се. сценариста. Па Јас да ќе се му кажам него кој лекови да ги пие. Почекај, стој. Антибиотиците ја губат својата лековита моќ со неодговорна употреба. Да не дозволиме да го изгубиме овој скапоцен лек. Замена за него не постои. Употребувајте ги исклучиво во консултација со вашиот лекар. Не ризикувај. Одговорно со лековите.